Жан, па кај си, Жан? Си го поздравиме Жан, си го поздравиме Саша, да ја поздравиме цела оваа прекрасна режија. И да поздравиме Елена. Да не ви фале. Од утринско расположение од радио... Директно, знаеш колку сум разбурена? Значи, денес имавме супер емисија, некоја што од старт со играње, со пеење, нешто ни почна така денот, онака финскро, така што уште пофино да го завршиме, мислам, има време до... Знаеш, околу 12, мене ми е веќе, нака вечера, фаќа со глед. И што се разбираме јас и ти. Во колку наутро стануваш? Денес станав од 26. Инаку 6 оптимално. Така, 6. Јас сум 20 на минути порано од тебе. 5:20, 5:30 ми е... Добра, сте на телевизија малку ова е, како да ти кажам, имаме некаква... имаме протоколарно сценарио. Наутро јас пуштам фреквенции на Cleaning Energy at Home, нели тоа е стандардно, значи да ја расчистите енергијата од дома. И тоа ми е па едно 6-7 години од со медитациите како ги почнав и вистина ми прави некое спокојство. Одиш во тоалет, физиолошки потреби, се миеш се друго и правам обично некој пат се случува доручек. И идејки навамо, кога ми прашаат како со точек и доруга, мене тоа ми е утрински ботокс и на најладното и најзагадено. И јас сум со велосипед. 8 бевме вчера, сега сме у 13 пред кога дојдов на радио. Во секој случај 13, вау, успех. Тука сме, не е успех никако. во топ 20 сме се уште. Си го молиме ветрото да духне, зашто друго ништо не ни помага. Не ни помага. Да, мој пријател од Шведска сега пред некој период да прв пат дојде, вели вика, се ви е прекрасно. Беше на македонска традиционална свадба, мала дигресија, нели? И бевме, јадевме, вели колку ви убава храната, чорба, лукче, пинџур, се тоа го кажа. Вика, го немаме ние ова. Вика, колку убаво вкусно односно томатите, вика, колку ви се вкусни. Крставиците, јас велам, добро, да, се. Ама вика, имате еден голем проблем, што? Јас не знам зашто вика не возите велосипед, ви имате совршена инфраструктура, рамно како Тепсија е Скопје. И уште на работа. Што е вика во месец септември, октомври што е толку загадено? Викам, добро дојде во Скопје. Искрено, Скопје знае да ве пречека со се, ама и дополнително е загадувањето. Да. Знаеш, тоа е тема која што нонстоп се провлекува и нонстоп ја зборуваме, особено како медиумски луѓе, заради тоа што сметам дека како медиумски луѓе треба да го зборуваме и да го зборуваме. Меѓутоа, знаеш, некако не е окей, меѓутоа некако дали да зборувам, дали да не зборувам, досадна да бидам, да не бидам, ништо не се превзема, џабе збориме. Го живееме и многу е страшно. Многу е страшно тоа што го живееме и елката на плаштата исто си ја живееме. Елката. Да, и Елката има. Елката има што 300, не знам. Кошули 300, не знам што има. Елката има нешто, ама нема лампиони. Многу добар статус беше Сабајла, затоа што на Битолскава елка од половина така нешто. Да, и ја прочита. И деме ќе се сретнале на Плетвари, тука ќе се кохезира заедно. Да. Мислам дека имаше кампања сега во моментот наши скопјани сограѓани и случајни минувачи да земат од дома лампиони и да ја докитат. Па окей. Што... Океј, подобро, не е страшно. Еве во моментот да ми дадат тендер да се распише. За што се вели ичпари народски, би ја направил од се срце би ја средил. Скроз, јас стварно би имам, сигурно имам по дома некој 5-6 лампиони што останаат на онака фул. Ама естетика. Ти краси китишелка од позади. Да ти ја покажам апсолутно. Па не е ли? Нормално. Мене тоа смешно. Може нема да биде толку раскошна како напред, бидејќи нели јас не ја ни прилепам. Лампиони се ставаат. Ама не ја прилепам до зид. Никогаш, не. Значи треба да дише. Според фенг шуи треба да дише елката и да ја ставите до некој добар ќош. Тоа фенг шуи не сме го фама фала Марко што ми кажа. Најќош ми е стајана, ама до прозор да ја гледаат и од надвор и така натака може да дзирнеш онака сме комши. Среде соба високо токму така вели Љупчо. Среде соба високо елката ми стои. Да. Значи на китене дома? Да, скроз може да се чита книга колку сијаличка. Сериозно? Значи ќе ти покажам на тоа мора да го видам. Да го поздравиме Дуц? Да. И Дуци Димитар не гледаат сега? И Димче. Да. Ама дали некогаш јас ќе доживеам ренесансно да го дочекам овде. Јавно те повикувам, Дуци. Ке се сретнеме тука на прашка, ама јавно те повикувам. Со сопругата и со детенцето. Заедно да готвиме. Димитар ќе биде хит. Мислам дека ќе падне тука Дуци одма. Вети ми. Јас не можам да ти ветам. Ке го седнеме тука. Димитар можам да ти ветам, нема проблем, ќе си го земе, ама другата финка поло. Види, вела дека имам добра моќ на привлекување. Ако се обидам, тогаш ќе бидам крунисан. Се надевам. Знаеш што можеш да направиш? Ти, као што се викаме у нашиот супермаркет, усрами го вака и нема да може предрајава што да направи и ќе рече добра мама. Има јавни сведоци тука. Ќе рече добро, ајде и веќе ветано сторено и тоа е тоа. Се сигурно. Прекрасно, навистина. Прекрасно семејство се бидејќи така некако ни ги давате тие контенти да се доближиме со вас. Како изгледа едно модерн фемили во Скопје?
модерна. Па да, модерна. Ама и со сериозна традиција. Со сериозна традиција. Да, многу се Тоа ќе има почитува. и традиција денеска во оброкот на денот. Ти велам што ќе готвиме? Ќе готвиме традиционално подготвено убаво ајварче со добро Значи, какво знаеш што сирење? е работата? Работата е што ова е работа која што јадат, која што ја подготвува било која фамилија. Сега во мојот случај тоа се свекрва ми и прабаба му на Димитар, баба Неда, односно баба му на Дуц, ги поздравувам најтопло. Да Баба се Неда живи и живее во здрави. Дихово и ќе идеме сега на снег. Какво место е тоа? Да, прекрасно. Какво место е тоа? Они беа главни кои што оваа година го прави ајварот. Намерно сакав ајвар и сирење заради тоа што мислам дека нема никој што не го јаде, нема никој што не го сака. Сериозна традиција е, така што во овие денови, ако ви остана уште некоја Од тегла, зимницата? нели, може да се направи и јас да правам. Апсолутно. Да, Како се вика господјата свекрва? Госпоѓата свекрва е Јасна. Госпоѓа мислам дека- Јасна. Госпоѓа Јасна. Значи, генерален покровител или Свеки, на- јас ја викам Свеки. Свеки не гледа претпоставува. Господја Свеки. Јасна. Госпоѓа Свеки и И- баба Неда. И госпоѓа Неда. Значи, Не знам на традиционално како отварате тегли. Не се секире. Еве го, ме направи фук. Јас и ти сме Така. домаќини. Ај, Инаку, марчај. инаку, Види, ај уште еднаш. Ќе пробам. Да. Иначе ова да најдомашен евар и после тоа за десерт нели исто така традиционална. Чекај, Кој ќе мислам ни го дека- отвара? Браво! Ама, Јеј! јас може би не пијам алкохол, али да знаеш како пијам, Ева, вака како пијам. стига. Да ни- Како отворам зидарско Танирче пиво. или на даска? Дај на даска Слободно. ќе оставиме. Еве вака сме. Значи вака, Значи денеска генерален покровител господја Нада и господја Јасна. Неда и јасна. Пардон, да, Неда. они се главни за Помагатели. Да, чекај со лажиче. Како велиш? Што да направи? Имено. Шо? Имено. Дека е конкретна наука. Ракетна наука. Инаку, не знам ли прочита информацијата дека ајварот ни е прогласен за најдобриот деликатес. Најдоброто мезе. Најдоброто мезе и Најдоброто мезе во деликатес. светот. Имаше и таму деликатес. категории, подкатегории, Да. меѓутоа баш ни е избран како Наше како овој, рецепт. наше македонски ајвар или балкански како. Значи ја мислам дека македонски, па после многу им се свиеше на комшиите, они Си го научија превзема и да го направат, нели? си го унифицира Многу е како добар свој. ајваров, ни вие не знае. Можеме Значи, да кај мене намислам. тегла која се отвара, јас во принцип во Шпајс ми стојат лутеници тегли такви работи, кога ќе се отвори тоа за мене може би да доручак ручек и вечера. Исто, се Значи, сложувам. скроз, така Се што сложувам. е сега вака, сиренцаво ќе го да не биде сега со раце. Ова е овча сирења. Значи, како што треба и како што доликува. Да. Кој ми кажа надвор, ми вика, Ај, добре, и супер што си донел ајвар да си надвор. Па да, не сакам да го фаќам со раце во случајов, затоа што сепак... Саше. Иначе дома вака се прави. Ова е моментот. Дури мислам дека шмекот многу побав кога вака е дробено седењето. Со рачиња се дробилам. Ај сега шо? И со Да и со не биде рачиње се сега. пипка се прави се. Нели? Ама ајде сега нели за да бидеме педантни, чисти и транспарентни. Ева вака. И сега, ова е омиленото, кога сме вика кај Дуци, која сме дадена, а Дуци е сериозен гурман, верувам дека сите знаат тоа, а ми вели, викам, што уште, не? И ми вика, моето омилено, а тоа е домашно сладко од смокви. Значи не е ова од Сестра ти- оние зелените не. со 9 води што ми Значи, не велиш. знам зашо го знаеш, тоа отвори ми го таму, не можам. Со да се задоволство. знам. Значи, да, зелените смокви, како што знам, јас се варат во 9 води. Ме праша зошто е тоа така, јас не можам да ти објаснам зашо сладко од смокви во 9 води не сум правила. Изгледа така комплексно дека е тоа нели процеси. Абе види тоа веројатно вриот, па исто живот као грав бе која правиш. Веројатно, Ама ова е веројатно. 9 пати. 9 Не со грав. Чекај сега до кај сме. Има нешто специфично во Не знам што е работата. ова сладко од смокви. Не знам што е работата. Стварно не знам. Ова сладко, ова си е сладко од смокви што го прави баба Неда. Исто така. Појма немам како го прави Смокви искрено. Јас не сум фан на обрани од сладко. свој двор. Има смоква, да, во двор. прекрасно. Значи јас не сум фан на сладко општо. На смокви вакви работи ич, ама со ревчиња вака на пример, само што неам сега. Следен пат ќе се направи. И сега да ја ставам цела смоква на лепчето или да ја гмечам? Оставам тебе како ми ти душа сака. Ајде вака шо. Завршивте утрово со програмата? Завршивме. Поп се состаноците се вративте на нормалните активности и протоколарни Живи сценарии? радосни заради цел тој момент, да ти кажам право. Значи, да. И се окей, да се досредува уште нешто во Борисалата, ама мислам се раскриваат ствари. Иначе, окей се, верувам дека сме окей.
Чека, биш едно смоквиче ми остана. Сакаш си го лапнеш вака? Да, апсолутно, ќе си го пробаме сега. Еве вака. Иначе дечки има тегла ајвар за тие што ќе се За целата информативна телевизија. Да, излјаваха финко. Знаеш дека не сум те прашал, толку години си разговараме, си споделуваме едно друго. Како кога ќе ме прашаат, бидејќи знам дека си имала искуство и со телевизиски проекти. Да. Ако ме прашаат што би одбрал, секој пат велам радиото. Причината е тоа што има нешто помаркантно не постои. Значи збориме од сите можни или спектари на медиуми, тие се неколку, кога има да речеме различни форми, јас не можам да ја кажам дефиницијата за радиото. Веројатно нели треба да се работи за да се почувствува. Секој од нас има некои свои амбиции, афинитети, насока, форма на каков начин ќе го презентираме сето тоа и по тоа ќе направиме дистинкција. Да. Меѓутоа ќе се сложиш дека не постои нешто пошармантно и маркантно од радиото. Не, значи јас сум човек кој што искрено стојам позади ова што ќе го кажам со оглед на тоа дека 13-та година работам во радио и никако нема да во мај 11 мај 13 години, значи 2024. Извинете, јас многу ме нервира нерад вака, така што мора се ова се биде, да. Океј. Значи јас сосема случајно влетав во радио да ме прашаше пред 13 години дали некогаш во радио би работела? Не. Некако сите мои колеги заради тоа што работам со фантастична екипа која што ја поздравам и многу ја сакам, ми дадоа буст во грб, ветер и онака ми ги отворија рацата скроз, така што ми дадоа отворени раца да сватам што е радио и колку да го засакувам. Ниту еднаш во овие мои 12,5 години во радио не ми било проблем да отидам на емисија, ниту да станам рано наут, не ми се враќаат. Ја уживам во својата работа и ми се јавува бистра пред некој ден другарка ми вика леле ку се гледа дека си ја сакаш работата, човек. Магија е радио. Некој пат и без пари сум го работел нештото? Апсолутно. Само поради тоа што сум го сакал нели како форма. А телевизија, јас уствари сум човек кој што многу сака предизвици и не сакам да ме спречуваат работи. Јас вака да ме видевте пред 5-6 години во телевизија, не. Одбивав, не сакам, не можам заради тоа што сериозна трема имав. И поздрав до екипата на вчерашни целата. Мислам дека тоа беше моментот каде што реков, окей, тука јас ќе дојдам, ќе се привам на кастинг регулар се. Морам оваа трема да ја сузбијам, не може вака да биде. И после вчерашни се е веќе полесно, тоа што може да гледате. Се е поинаку. Да. Би се вратила некогаш со телевизиски проекти искрено? Ама зависи што е. Да, ама да. Во секој случај радиото ќе стои за секогаш. Да, би работела, зависи што е. Значи мора мојот карактер да го никогаш не би работела нешто каде што не се чувствувам своја. Апсолутно. Инаку аватарот ќе треба да го фрлиш после некој. Значи немаш да ми видиш канцелариска работа, да работам со документи, шалтерски, некои работи немаш со луѓе секогаш, со надградување секогаш, не сакам монотони работи, сакам многу да учам, така што радиото ми е перфектно за тоа. Ако направиме сега една проценка на целиот медиумски простор низ светов, со толку мас продукција на контенти, радија, телевизии, што ти пречи најмногу? Во моментот. Мене ми пречи тоа што веќе не постои никаков филтер на истото. Значи нема некаква форма патокас никој се движи. Едноставно одиш на интернет и не знаеш кој е авторот по некојаш на тоа дело, зошто го прави, кој е побудата, кој е поентата, а при тоа не знаејќи дека со тоа влијаеме можеби на некоја следна генерација на вокабулар, на култура, на естетика, на било што. Јас сум малку посленговски лик, сосема го чувствувам и го сакам македонскиот литературен јазик, меѓутоа работам со Викса во секој случај и многу би се издвојувале ако јас бидам таа нели која што зборува литературно и слично. Пазам, меѓутоа никогаш не инаку сметам дека треба. А кога јас одам на програма, мојата емисија е спремна 5-6 дена претходно, сега така изгледа. Збориме за утринското расположение. Да. Тие градски информации, магла, кај има метеж, кај има и слично, се во моментот, нели, ги гледам и слично. Меѓутоа, темите на муабет, квизот што го правиме слично, сето тоа подготвено и го знам однапред, заради тоа што читам. И правам скриншот или го зачувувам моментот и така натака и секако ми е изработено заради тоа што кога почнував во радио, мене ми кажа Елена,
Мораш да го знаеш тоа што ќе го пренесеш, заради тоа што го пренесуваш само еднаш. Односно, работата што ја гледам и што ја пренесувам на слушателите, мора да ја сватам. Така е. Заради тоа И што тоа е го зборувам премиера, во моментот сувопарно, кажано, така е. и не знам, да земам, отворам сега файл, да читам за нешто кое што нема квантна физика, рецимо, и јас не го разбирам тоа што го кажам, всушност нема шанси ни да го пренесам добра. Неинформираноста на водителите, да, меѓутоа и скратувањето на крилјата. Значи, ако еден радиоводител или ќе зборувам за радиоводител, ако не му се отворени крилата, дали е тоа спонзор, дали е тоа да си го докаже и покаже својот карактер, дел од својата приватност, да ја кажа, затоа што, например, ние бараме приватност да ни кажуваат како име на кита на елката на нашите слушатели, а при својата тоа не ја јас се покажуваме. инхибирам истото да го направам. Значи, јас сум многу искрена со нашите слушатели, поздрав до сите, многу ги сакам. Стварно, дури сме и пријатели и се гледаме. Да, не се сомневам. Они ни имаат интеракција со нас, ние имаме интеракција со нив, така се прави. А Така живее и неинформираноста... програма. Така живее програмата. Апсолутно. Ако немаш ти Без флоскули, нема шанс, без препреки. Да. Ние имаме скроз отворени раце во радио. Скроз, како вака за Елкава на площад Бајлево, јас немам проблем да ја кажам истото на радио. Именно. Никогаш. Како беше утрово, ако во моментот се чувствувате несреќно или тажно, сетете се како е на елката на Да, площадот, така беше? тоа е РС. Нова РС, нова точка РС. Жан. Србите почна да не пишуваат. Добро, мислам дека е до Китена. Ама знам дека нели се случи некаква кампања, акција. Не дека ја китала. Како? Но не. Но не ја китала е. Дека до половина? Да, еве ја до кита. Драга наша Ноне, А маглата не се гледа, има да, и држи и тоа, Да. држи и тоа. Значи дека радиото за ништо не би го менувало. Никогаш. Нема шанс. Тоа е една, значи јас сум имала и тажни моменти, секако не сме ние Како не? многу хепи цело Апсолутно. време и единствената работа што ми има извадено мене од тие темници, да ги наречаме само радио. Знаеш Со поклон. Верувам. Знаеш колку пати ми се случило, еве да речеме сега сум 37, на кај 38, и речиси 20 години сум низ медиумските простори. И кога ќе ми, нели, во најблискиот круг на луѓе, кога сме збореле секој од нас некако се тие животни осцилации, етапи, нели, епилози кои што ги имаме, што велиш? Често пати сме знаеле да бидеме во круг на една па дури хронична депресија, не знаеш што да направиш со себе, нели, екзистенцијални прашања ти се појавуваат така натаму. И нели во моето окружување има луѓе кои што ако на времето беше вистина табу и стигматизација кога човек е заменен на психолог и психијатар, мене кога ќе ме прашаат добро никогаш не ти требало психијатар во животот, викам како не, меѓутоа мене, мојата платформа и моето лично кажување на моите лични проблеми кои што денеска за некој многу чудно како јас сето тоа сум го правил. Мене велам дека мене овој формат, телевизијата и луѓето ни биле психијатрија. Затоа што јавно сум ги кажал своите емоции и сум плачал во ова студио и сум се смеел и затоа велам дека мене телевизијата, медиумот ми направи и конкретна ординација за психолог. Медиумот и колегите и обкружувањето. Имено. Значи, моите колеги прво сме другари. Искрено, значи јас мислам дека помеѓу колеги има другари. За Како колеги не? се за колеги не? и слично и така натака, меѓутоа моите колеги се првенствено другари, заради тоа и така функционираме и заради тоа и таква ни е програмата. Значи ја со Викса се зборувам, не знам, Викса види го филмот. Вие сте ДНК. Значи ние скроз сме екипа и на пример кога нешто нема да ми биде окей, Дела ми пишува последниот. Знаеш, може и цела недела да не доаѓаш ако не сакаш. Ако јас сум утре нацртана, мене табу ми е дома, сакам да сум на радио. Многу си го сакам радиото и колегите и цела екипа и сите и поздрав и така. Замисли кога сите ние работното место ќе го чувствуваме како некоја доза аспирин дневен. Замисли. Сакаш си работат и нема работиш ниту еден ден. Имено, остана таа. Значи ќе ја поздравам госпоѓа уште еднаш Јасна. Да, мојата свеки и баба Неда. Баба Неда за сладкото од Баба смокви. Неда, значи баба Неда е нај кул баба на свет, преака. Значи сериозно е преака. Може да видите кај мене на Јасна родом Инстаграм. Дихова? Има потекло сега, незините така. родители Има се баба корења, Неда така? од Брусник, баба Неда не ми се лути, меѓутоа дедо Димчо, односно дедо му на Дуц, односно сопругот на баба Неда е од Дихова и да, си живее у Скопје и така натаму и Дихова си отида на крај. Таму си одиме на месец дена обавезно. Колку добро сете тоа кохезира и таа преку кујна. Да. Направите ли зимни за само да прашам? Свекрва ми баба Неда. Значи таму идеме на посета кај баба. И од зелка, од турши, од лутеници, од вакво сладко на калони, да. Да, оваа година не замашав прци, што е вистина. Прекрасно.
Продолжувате, претпоставам дека и во овој период со утринското расположение на Сити Радио 947 Секако дека да. и да се ги поздравам Дела и Викса. Да. Ви благодарам што ми ја дозволивте, Елена, веднаш по радио, после ова да. хибернација дома, дуци диме. Не, после ќе одиме на ручека, брат. Така што денес ми е прекрасен денот, плюс ми се вратија ручетка ми, веќе чекам да видам од Виена, живеа таму, така што ќе имам супер недела. Ја чекам неделава. Само да прашам, празнично како ќе се? Празнично знам дека ќе одиме нешто дневно со се деца, нешто да трчаат ние, нешто салеп. Малеп, така креатив за вечерта, можеби кај брат ми, не сигурна. Значи тука сме. Тука. Топли празници. Истина. Многу љубов, Истина. многу среќа, Да. дели љубов, Секако. бит добродетел како досега и се гледаме во следно 2024. Или у комши. Или во комши. Ќе Секако се видиме сме. за 2 дена. Ќе се поздравиме сигурно сега кога ќе треба да се направи новогодишно мезе ќе се сретнеме. Следно знам што ќе правам готово. Готово, јануари. Ги конектираме само Сити Радио и утринската Вас. телма. Само да те прашам, колку си љубител на олтаймери? Не се разбирам. Јас за мене за коли збираме. За коли. Значи јас сум љубител да, стари коли вака најдобро ми изгледаат, меѓутоа кога ја прашаш жена најчесто за ми се свија зеленава, ми се свија синава, белава, црвени коли многу. Не можам да кажам дека сум некој ветеран, лаик сум и јас, меѓутоа олтаймерите нешто што мене ми прават реминисценција беше на времето Бураго колички. Како не. Имаше посебна едиција на олтаймери и по тоа бев препознатлив дури и на како се Дома и викаше. муж ми е по тоа фрик. Така? Да. Значи по тука се дуци можеме да се најдеме Може, разговор нема тема. проблем. И како се викаше на детско училишно списание едно Росица, другарче, на другарче или Наш свет? Наш свет, И јас тоа од е основна. Така беше. Да, И јас Наш во свет е основно имав можеби од пред некој ден го кажав тоа, од мојата покојна баба, госпоѓа Лепосава. Таа од својата инвалидска пензија секој пат ми делеше нешто, нели, од својата пензија и јас обавезно се знаеше, тоа беше посветено за Бураго, за колички. Cool. И потоа излегувам во Наш свет како дете кој што има најмногу колекции на колички, меѓутоа имав една едиција на олтаймери, се сеќавам, и добив една од најголемите потоа, така како награда ми дадоа. Меѓутоа ова го кажувам затоа што ми прави една многу убава меморија, количките исчезна, мајка ми ги даде некаде некому со тукава колекција, ама ќе ми останат во меморија. Добро. Толку. Така што со дуцки имаме тема на разговор.